Вие сте писател за деца. Дали вашите изданија ги има во книжарниците кои што функционираат во рамките на трговските мрежи и во маркетите? И дали сметате дека вашите дела се достапни до читателите кои што сакаат да ги купат? Да, во право сте. Специализирани книжарници по целата наша татковина нема, освен со исклучок така на некои места просветно дело, например, има околу 30-тина. Тоа е единствена издавачка куќа што има најмногу книжарници кај нас, 30-тина. Меѓутоа и таа не е баш специализирана за литература за деца, и освен тоа, да речеме, тука се продаваат и разни играчки, куфери и работи кои се наменети за тие најмладите, за децата. Меѓутоа таква специализирана продавница, односно книжарница, нема. Ние авторите сме малце незадоволни, заради тоа што, речеме, ние имаме книги објавени кај издавачи кои немаат своји книжарници. Меѓутоа и тие се соочуваат со проблемот, па тие што имаат книжарници не им ги прифаќаат. Еве, например, просветно дело, кој има 30 книжарници во Републикава, нема ниту една, да речеме, книга од други издавачи или од автори кои не се нејзини, кои тие не ги објавиле. А тоа, мислам дека не е добро. Не само заради авторите, туку и заради читателите. Тие треба, да речеме, јас колку што знам, во многу градови нема општо книжарници. Команово, мислам, таму негде Крива Паланка и тие другите помали градови. Нема. Моите книги се во просветно дело. И некој издавач ми е Нове Цветановски, но тој нема книжарници и тој ги дава некаде во таму кај што треба со работ да му ги земат. Во секој случај не е баш како што треба. Може да биде хендикеп за развивање на читателска култура, за мотивирање на нови читатели, регрутирање на нова читателска публика и слично. Сега, знаете, ако земеме дека тој пат на книгата до читателот е како еден вид врзани садови, нели? Пред се тука книгата почнува да се засакува во семејството. Ако во семејството нема книга, ако детето уште во најраната возраст, уште со тие први, да речеме, списанија за деца, Росица, тие први боенки, цртанки, сликовници, ако родителите не му ја понудат книгата, пред се тие треба да ја сакат. А многу наши семејства има книги, но тие повеќе ги купуваат заради тоа да си го украсат мебел, негде кај што имаат убав мебел, повеќе го земат во боја половина метра, 2 метри и така натаму. Меѓутоа, знаете како се, ние авторите сме должни да напишеме добра книга. Издавачот е должен да ја објави таа книга да биде квалитетна. Книжарот е должен да му ја препорача на таа книга на читателот. Наставникот кој исто така, заедно со семејството, најодговорен за тоа дали децата ќе читат и колку ќе читаат, треба исто така да ја сака книгата. Значи, не е само да си има дома книга, туку треба на децата од најрана возраст да им се всадува љубовта кон книгата. И после зборот мајка, ако речеме, го научи зборот книга, таа ќе ја почитува и книгата како родената мајка. Така јас тоа го гледам, исто што би важело и за природата, заштита на природата и така натаму. Децата читаат, но се чини дека некаде до четврто одделение, таа помалата возраст, читаат книги. Од петто нагоре, дури ни лектирите дали ги читаат. Новата, мислам, трендот на новото време, еве сија таблети, па интернет и така натаму, си го прави своето, па звучни лектири, па се печатат книги, звучи преку интернет децата, нели, домашни кина и така натаму, се помалку книгата наоѓа место до читателот. А тука вината се знае. Еве, например, да ви кажем еден пример, сега просветно дело има отпечатано една книга, кој не може да се пофали ниту еден автор во Македонија. Од 10.000 примероци,
По 1000 примерот се продаваат секој ден. Тоа го објавиле 20 тинеџери млади, нашиот пат, таа е нешто врзана со интернетот и внатре се што мојата прва тетуважа, не знам, мојата прва средба и така натаму, таа книга оди. Сега, кој треба да ги насочува тука децата какви книги треба да читаат? Значи, родителите, од градинка воспитачите, родителите и наставниците во училиште. Ако наставникот не ја сака книгата, и детето нема да ја сака.